Ситуацијата со студентските домови во нашата држава не е сјајна, затоа што во моментов од вкупно 9 студентски дома, еден е поново реконструиран. Студентскиот дом го се доче в Скопје, таму условите се, да речеме, задоволителни, освен мензата која што исто така треба да биде реновирана. Во моментов се реновираат студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу во Скопје, а потоа во другата фаза на тој проект треба се реновираат и останатите 7 студентски дома во државата. Условите не се на ниво како што би требало да бидат. Она што е зашто се жалат студентите се однесува на условите целокупно, во делот на грејење, некогаш во делот на топла вода, да речеме во Пелагонија имаше проблеми, нонстоп има предизвици, понатаму количина на храна, количина на месо во храната, чистота и така натаму, но тука е битен моментот и самите студенти да го одржуваат домот, односно да не ги оштетуваат и тие услови кои што ги има, затоа што и тоа се случува често. Сведоци бевме на моментот на реновирање на дел од зградата на Стив, каде што после одреден месеци и студентите сами има искршено дел од тоалетите, така да треба од двете страни да се внимава. Она што е добро што се надеваме дека во крајот на 2025 ќе биде отворен студентскиот дом Кузман, а потоа и Стив во 2026, за да веќе се подобрат одредени услови, кои што за жал во моментов не се задоволителни. Во моментов домовите не може да бидат одржливи затоа што партиципацијата која што се добива од страна на државата и студентите е многу ниска во однос на стандардот кој што е потребен. Со измените во законот ќе се добијат повеќе средства во касите на домовите и тука студентите ќе партиципираат со можеби со мало покачување на висината на киријата, затоа што 14 години отприлика не е смената висината, но тоа нема да биде значително многу, затоа што најголемиот дел од товарот ќе го поднесе државата. Ќе има измени во однос на како тоа ќе се плаќа, затоа што начинот на кој што сега се уредени ќе биде различен со начинот на кој што се планира, но сето тоа ќе биде од корист на студентскиот стандард.